Вообичаени причини за травма кај децата може да бидат случајни повреди, и тоа падови, несреќи при игралишта, како и несреќи во сообраќајот. Спортски повреди кои што се најчести, и тоа контактни спортови, гимнастика, скейтборд, во посебно време употреба на електричните тротинети кои што се повеќе и повеќе попопуларни, несреќи со моторни возила, и како патници и како пешаци. Сето ова до сега не би имало никаква импликација доколку родителите ги превенираат повредите. Важна е превенцијата на травмата во детството, најважно е мирната реакција на родителот, смиреноста во даден момент може да биде клучна за трезвено да се расудува, како и да не им се пренесе таа паника на детето. Присебната реакција на родителот е клучна, за да може веднаш да му се пристапи на детето и со смирен тон да му се помогне колку што се може повеќе, а детето тоа да го свати, да речеме, како игра. Да се преземат мерки со кои би можеле полесно да се преброди сета таа травма што настанала, како и некогаш да му се спаси животот на детето во даден момент. Битна и брзата проценка и реакција на родителите за веднаш колку што може во даден временски период детето да биде транспортирано во најблиска здравствена установа. Ако детето непосредно после настанот, после повредувањето постанува неконтактибилно, потребно е да се постави така наречена шокова или бочна положба поради можноста од проголтување на јазикот на насот.